Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Ова е емисија посветена на човечките метаморфози. Така, например, си бил еден доктор Джекил, полудел, па станал мистер Хайд. Или, си бил еден индијанец по име Татанка Јотаке, па станал поглавица по име Бикот кој седи. Има и еден град по име Скопје. Се урнал, пак се изградил, па станал Ново Скопје. Ова е Досие Скопје. Епизода посветена на уривањето на старото. Želi slušat klikavi blok. Ko jebe buldožer? 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 Ja želim slušat klikavi blok. Ona
По 70-тите години умира Елвис Присли, но заради тоа се појавува Џон Траволта и Saturday Night Fever. Во Скопје се одржува шаховската олимпијада и светското првенство во кајак на брзи води. Најкултен спорт е југословенската кошарка. Култно возило Застава 101. Култна серија од пишаните. Култно место Трст. А најкултни секс символи се Здравко Чолич и Локици. Дечките лудуваат по Фара Фосит, Силвија Кристал игра Емануела, а устните капацитети на Линда Лавлес го шокираат светот. И додека луѓето од Запад сакаат да бидат дел од славната дискотека Студио 54, новите скопски клинци маштаат да бидат видени пред Ванила и да бидат поканети во клубчето кај Гранит. Драги гости, драги слушатели, драги гледачи, добро вечер. Започнува втората вечер од фестивалот на забавни мелодии Скопје 71. Сакам песна да ти спеам, топли зборој за двајца нас. Моја ни звезда, ни живот те водила најлипна даштина светот. Моја ти река ми се берега, девојко, зрело јаволко, не гледај така под око, Оград, саканој, мисли си ти. Душава ми ја изгоре, срцево ми го разболе. Ноќта ми на каде скина, со ноќ што се сони. Хеј, како вардар ќе дотечам, на раце ќе те облецам, како шара ќе израсне, љубовка наша голема. Како вардар ќе дотечам, на раце ќе те облецам, како шара ќе израсне, љубовка наша голема. Оди си, да те сакам. Кажи му дека е крај и подај му рака. Една само можеш да кажеш колку сум ти и дури нежен. Како вардар ќе дотечам, на раце ќе те отресам, како шара ќе израсне. Мисле, животот е тако, затако го знам. Како вардар ќе дотечам, Преко, подари рака прва ти, и парај било што. наша голова. 70-тите години превладуваа во светот со по мене хард рокот и симфо рокот. Тие беа кои што страшно се слушаа. Никој не може од тоа време да заборави дека постоја рецимо едни Емерсон, Лейк енд Палмер, дека постоеше Yes, дека постоја Кинг Кримсон. Deep Purple ги има сите албуми. Jethro Tull, Yes, Animal. Led Zeppelin. Да не го слушаш Роберт План, Джими Пейдж, па ништо не знаеш. Ние бевме деца кои што го сакавме пред се рок-н-ролот. Ние стартувавме, ти кажав, со Deep Purple, Uriah Heep, да не спомнам предходно, T-Rex, Led Zeppelin, Jethro Tull, Genesis. Иглси беа група која пропагира најдобар начин калифорнијан стайл, лайфстайл, калифорнијско начин на живење, се бавно, сонце, жени, карти, пијалок. Се знаеше, Том Джонс беше легенда. Клиф Ричард,
И таму негде 74-та година се појави Аба и тие работи, ама јас тоа не го сакав бидејќи поише бев на хеви метал. Триангл. Можам да спомнам Тор група, страшни рокери со коси долги, мислам, она баш изгледаат диво у тоа време. Помеѓу време се појави таа домашна продукција Корни група, Таим, па Здравко Чолич, тоа знам, па девојчиња беа луди по Здравко Чолич. Немаше девојче тоа време што идеш кај дома да нема на дицајно Здравко Чолич, па Бело дугме Горан Брегович. Овие стари вуци кои што навистина страшно отсвира, не можам да заборавам Ведран Божич и Јосип Бочек. Едниот беше на Таим, едниот беше на Корни група гитариста. Не бевме многу одвоени за разлика од источниот блок, кај што сте песни што ги пушта у превод на нивни јазик. Немаше оригинални кои такви работи. Пред тоа пуштавме на тие, не знам, супрафони, па Турандоти, па Тоски, не знам, некои си грамофони кои што апсолутно не можеше да слушнеш ништо од она. Сега веќе кога го купуваш КСР-от, више почнуваш да ги слушаш леле гитари, леле види стерео, леле види ова, леле види она, тоа беа шокови за нас, не знам како да ти кажам. Па почна тоаш Грчка да се оправа малце. Па идевме од Грчка, купувавме плочи, или преку Лондон, или некоја кој Лондон, тоа време у Лондон беа, Тоде беше у Лондон, беше... Имаше пар дечки скопски кои беа, мангуби кои беа у Лондон. Моето време на македонската музика го обележа Лепи Сол. Првиот албум на Лепи Сол ги отслика сите стремежи на македонските рокери, особено рокери и музичари, да на најдобар можен начин, на најсофистициран начин го спојат собствениот етнос, собствениот етнодамар и модерните трендови и движења во светот. Не смем да ги заборавам Пу група. Пу група фактички на мојата генерација и на градскиот народ овде беше Пу група која што потоа прерасна во Патика или Лева Патика или не знам како ја знаете вие. Меѓутоа они издадоа еден страшен градски хит Неправда. Јас ја знам девојката за која песната зборува, за Ладева. Знам една прекрасна приказна, токму врзана за неа. Неправда беше хит кој што со години свиреше во овој град, ја мислам дека и 90-тите години просвира овдека. Владко, каде ја сместили автомобилот во гаража, тој вели не. Каде ја остави надвор? Не. Па каде е ладата? Па не е тука, каде на водно. Каде на водно? На едно дрво. Каде? На дрво. Бидејќи толку сакајќи да ја удоволи на девојката од песната Неправда, дозволи да вози на паркинг, а таа толку добро возела, што едноставно слетала од едниот паркинг на едно од големите крошни на дрвата, па кутриот Владко и неговиот татко морале подоцна да отидете да ја вадат ладата од дрво, а девојката од песната Неправда најверојатно е направила и друга неправда не сакајќи. Tell me about it, stud. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying, it's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want. Ooh, 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 honey, the one that I want.
Во средината на 70-тите години градот Скопје доживува ретка еуфорија. Се распишува референдум за местен самопридонес, со чии средства градот треба да го измени својот лик. Масовно да се градат пред се спортски објекти во речиси секоја населба, во секое маало. Медиумите интензивно ја следат кампањата. Нова Македонија во тоа време објавува серија написи, анкети, разговори со граѓаните. Скопјани ќе излезат на референдум за самопридонес на 17. октомври 1976 година. За фаќање 2% од сите лични доходи во текот на 60 месеци. Импресионира готовноста на скопјани да се вклучат во акцијата за спроведување на првиот местен самопридонес, со кој ќе се изградат голем број објекти за масовен спорт и рекреација. Ние, младите, немаме места каде да го оминуваме слободното време, вели еден млад скопјанец. Во нашата населба има само една сладкарница, каде не може да се соберат сите млади. Кога би имале некој спортски објект, базен или игралиште, би било прекрасно. Сигурно дека ќе има многу посетители. За тоа што значат тие бројни игралишта, пливачки базени, трим патеки, цели спортско-рекреативни центри по треска и други места, многу е пишувано. Со значењето на спортското борилиште како превентива пред хулиганството, искитничењето и обезбедувањето на речните корита за капачите и работните луѓе кои сакаат да рекреираат, сето тоа е веќе изнесено како аргумент за референдумот. И така би референдумот во 70-тите години. Некои објекти се изградија и постојат и денес, многу од нив останаа недоизградени и недовршени, оставени на разурнувачкиот зап на годините што доаѓаа, како споменик на еуфоријата на едно изминато скопско време. Ноќниот живот во тоа време, јас колку што паметам, беше максимумот до 9:30. Излегувањето беше од 6, рецимо, попладне, не од 12, како 6 сега, или од 1, не знам како излегуваат, меѓутоа од 6 попладне и таму седевме додека не се смрачи негде 8-9. После отвори нова шема, таа шема да беше кога се пушти клизалиште. За нас беше ноќно клизање од 6 до 8. Тогаш идеа најактуелните. И најактуелните девојки, дечковци. Онак бевме некои дечки кои со сила трениравме хокеј, за да бидеме главни, да имаме некои клизалки по-специфични од тие што постоја што ги имаат тие, и да некои вие се хокејари. Тоа беше совршенство, да држиш добра девојка покрај себе за рука и да вртиш крупчиња, те гледаат, па да идеш горе на чај, па да се понашаш и тие работи. А овие што не клиза, тие што беа на слободно клизање, се збираат пред ванила. И тоа со слични. Искочи модам и излегување пред ванила. Тоа е негде 75-та година. Хронолошки, значи пред ванила, па идевме дали Мусандра, дали кај нас у Алпино, кај што бевме и сите тие работи. После тоа почна да се оди во Езерце. Тоа е ова Каршесител телевизија, сега 3 Елена или како се вика, и тениско. Славе бил легенда. Кај Славе се случувале најголемите работи. Па вака, имаш шијовица, комовица, мастика. Ракиичка, кисела вода, со тоа. Имаш некои мартини и некои ликери мента и што ја знам, шери бренди. Немаше ледомати, немаше лед. Ледот се појавува 80-тите години. Водка, али водка ако имаш врска у клуб Братеници или купи некој водка и виски. Ќе го заборев, Маџа. Маџа беше место, тоа е денешно Даеву, кај општина, место кое што живееше многу години. Али во тој период
почна се отварат многу клубчиња приватни. Рецимо, меѓу првите клубчиња приватни отвори Джаджи, али само за клубчиња, не после тоа поновото. После тоа се отвори Камел, као сендвичара, меѓутоа од таа сендвичара Камел, тоа стана место на собирање. Пред Камел, пред таа зграда, летно време, мислам дека игла не можеш да фрлиш. Тоа какви случувања се случува, кеси полни со вода, се фрлаат доле. Но со вакавме по лифтови горе-доле, па комшиите се буне и не караат со време. Исклучува лифти, не заглавуваа, ни прави глупости и такви работи. А мене ми има удрено со краставица парче одека носев 2 недели модрица одека од тоа парче. Тоа знаете физика, закон за забрзување. Току кава се зголемува тежината. У тоа време се отвори Гранит. Гранит беше многу смешно заради тоа што Гранит беше многу ниско на влагање. Па кршевме глави кога влагавме таму. Таму доаѓаше цел музички свет од овој град и баш кремот на Скопје. Не дај Боже да те удари некој или со јајци или со било што. Можеш да добиеш некои големи трауми од тоа. Почнавме да изигуваме во Мусандра. Мусандра се пушташе све. Се пушташе фанк, се пушташе рок, се пушташе рок-н-рол. Само Мусандра се влагаше тешко. Мислам, за мене не, него за дечки беше тешко. Па после се води еден систем со парови. Па ако идеш у диско, турист, ако не те познаат тие на врата, не те пуштат, па onda пред путник чекаш на женски и ги прашаш дали ќе ти у диско, па со нив под мишка нешто, пар сме ние, па да влезем у диско, иначе вака у диско нема. И постоеше еден Джонсон. Он беше ром по националност, меѓутоа беше стравишно познат по тој рок-н-рол и обавезно наоѓаше, па и важеше за дечко, не знам како да ви кажам. Секогаш облечен во дело и сите тие работи, играше рок-н-рол со една девојка, тоа рок-н-рол кој што беше навистина мерак да го гледаш како се игра. Беше многу смешно, бевме као Spice Girls, речемо 5-6 играчи ќе се појави на подиум и сите играме исто нешто, некоја игра и се прави круг и сега не гледаат као во и нас како ние нешто знаеме да играме нешто. Измислевме некои игри. Тоа беше Боро, ја, Кирца, па имам Шуем. Сега ќе дојде да лагам да зборам за многу покојни луѓе. Диското е еден од најстарите скопски феномени. Диското се јавува крај на 60. Па преку игранки по домови за култура и физкултура, тотална еманципација доживува во 70. Дефиниција за диско е место каде што млади типови и типки се среќаваат и уз шизење остваруваат меѓусебна полова комуникација. Ваквата дефиниција за диско произлегува од фактот што у диско се иде за да се фати женска. Женската се фаќа у две фази. Прва фаза – шизење, каде што покажуваш дека Џон Траволта за тебе е мало дете и дека уствари правиот краљ дискотеке си лично ти. Втора фаза – сентиш или стискавец, каде што избраната женска ја прилепуваш до себе, ја лепиш и уз лагана музика ја раскажуваш својата животна прича. И текнуе. Диското ги потиснуе класичните игранки од две причини. На игранка мора да си фин и уљуден, додека у диско е пожелно да се понашаш. На игранка можеш само да сањаш да играш мрсни фоти и други секси игри. Додека у диско својата сексуалност јавно ја практикуваш, као на пример сега ја.
Уште една работа битна од тоа време што ја нема денеска рецимо е, што во било која дискотека или било која забава или било каков тип на некое збиднување ноќно постоеше танго, односно постоеше сентиш. По клубчињата најбитно беше да нема светло. На таква журка знаеше да се пушти танго од Назарет од 13 минути. И нема шанси да ти избега девојка за 13 минути кога седиш ти гушнат со незе и избориш све што ти кажува срцето, разбираш? И се имаше шема, пушташ тоа и сега кој е узел, кој не е узел, не е битно, тука имаш после кавга пичка ти матерна зашто ти ја зема незе, кога загорим ја ќе ја покарам незе. Ти тргаш он трга од таа страна, ти не го приметуваш. Таман е сега тука е, ја што викам, кој е бржи, тај е лепши. Бачко, ќе ја фатиш, пуштање нема, тука кинеш кичма, не ја пушташ па да пукне. Само чекаш да подраши рачиња овака, да ги дигнеш и твојте. И тука нема зборење, тука почнеш. Па требаше прво малце да прошеташ убаво, за рака, па да ја полюбиш, па тоа беше, мислам, она буквално, не знам каква еуфорија ќе ти се случи. Вака да држи она, а ти ја држи доле. И ти покушаваш со време со руки да ги поминеш руки да се прегрне. Е, ако успееш тоа да се прегрне, onda ќе имаш втора шема, ти е да ја легнеш на врат. Денеска не можеш да го доживееш на една техна забава тоа. Никако. Мислам, колку и да сак, го немаш пред се физичкиот контакт кој што е многу битен да те види она дали поддрхтуваш малце барем за не излеси да ти ја работи. После тоа почнеш да ја бацуваш за улица. И сега ако прифати бацувачката за улица, значи има шанси и да ја полюбиш у уста. А ако те цело време држи вака со лакви однапред, тоа нема шанси, идеш као со стапине со време, као со дрво, нема теорија другачи да им придеш, сваќаш. Девојките ние ги сваќавме, ги бркавме од медицинско, пошто тоа беше све само жени. Постојат две лини. И се уште не се знае онаа песната од Неправда дали е за Лина Плавата или Лина Црната. Постојат две линии. Па беше Огне, па беше Васе, Лонза, па беше Риле, Сашо и Мио, што се прекрсти Мио. Риле беше еден од можда првите манекини на Балкан и беше предизвик за било која убава девојка на овој простор. А беше Кошо Циган, беше Бато. Лабиш беше тука, беше Аријан Деман. А беше Зоки Денис. Бевме Свир, Данило Цинца. Тој Нонте и не можем да не се сетам на група Бардак која што свира Алјо и Бруно. Мите Петете, Мите Баци, Перка, Малиот, Горан Петел од МиГ-27, басистот со косата. Джош, Симе Клуб 77, Зоки Клуб 77, Дуња. И постоеше уште една девојка која што ги обележа 70-те години, тоа е Кети Лешкова. Тука се генерација мои Мите Маткалиев, Саше Фучка, Јовка, Ице Гамаро, Пере, Кочо Циган, Бато, Груле, Чуче, Цале, Јоце, Чарли, Шупе, Танта и така натаму. Шаре, Муле, он имаше добра фора, се представеше свој рекал дека е на Глигоров син. Имаше Славен Чечири, влагаше, покажува Саша Глигоров и така се. Не можеме да ја заборавиме Лидија Вилковска, во тоа време беше пета девојка у свет. Това се луѓе кои поминале во овој град. И кои нешто представувале на некој начин. Mamón, hijo puta, cabrón. Yeah, great, great, great. Yeah, Magic Dice. Ashes, it's one for you. La machaca, cause we got it. The Magic Dice. La machaca, thank you, Magic Dice. La machaca, cause we got it. The Magic Dice. La machaca, thank you, Magic Dice. One day I find me a Magic Dice. Magic Dice that always talking twice. Roll. Mamón, hijo puta, cabrón. Сега неколку збора за последиците од сексуалната револуција.
Сексуалната револуција во Скопје се појавила во текот на 70-тите години. Таа представува масовна пробуна против старото и заложба за изградба на едно ново, модерно, софистицирано општество, општество на сексуална слобода. Стремежот за сексуална слобода како идеја го изродиле лидерите на сексуалната револуција, така наречени сексуални ослободители, кои го повеле нашиот голорак народ во борба против тогашните сексуални окупатори. Апологетите на научната сексуална мисла мечтаеле за изградба на едно ново општество, општество на рамноправни граѓани, така наречено општество на групен секс. Но како и во секоја револуција, така и во оваа се појавил раскол помеѓу револуционерите, така да се поделиле во две фракции. Едните биле меншевици, кои застапувале идејата на промискуитетот и полигамијата, и большевици, кои застапувале сексуални револуционарни идеи, бисексуалноста и хомосексуалноста. Идеолошките спротивности го намалили интензитетот на револуционерните заложби, така да некогашните сексуални првоборци денес го имаат загубено сексуалниот револуционерен жар. Има примери, бога ми, за жал, каде што со текот на годините одредени сексуални револуционери преку ноќ богати станаа сексуални контрареволуционери. А народот и понатака страда. Зато си е Скопје или ејакулација прекокс. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. За тие 70-ти години се изменија пуно моди. Едноставно од стартот на моето живење, кога купувавме едно време ветровки, па после тоа почна да се тргаат сите тие ветровки, да се носат со сема друга гардероба за дозгора, па се појавија некои кондури на Брукс, па се појавија звонарки, па се појавија фармерки, фијаруджи, клипер, пипер, не знам вакви, не знам такви, па со уши позади. Тоа што се појавија свинг, тие фармерки беа дубоки, а позади има уши. Така беа, со уши. Имаше свинг бели, тие беше до денара. Имаше свингер и стингер, па ти не си у мода. И ги викавме пингвинки. Ако немаш пингвинка, не си у мода. Са нормално тие, дали ги крадете, ги купуваме, тоа е наша работа во Италија. Па почнаа да стануваат и демоде долгите коси, почна да се оди кон, не знам, полека панкот, да се шишаат. Јако бе 15 години, нема теорија, те пушти магите дома, ставиш мајчка, поготово некоја подзирна или некоја не знам што е памучна тънка, без послучај, тоа нема теорија, ти тепа дома старт. Или гаки стање торбешки, тука догоре. Гаки стање танга, гаки што знам нешто со тоа што влагат позади. Нема теорија таква работа, рече баш тоа, нема шанси. Првин се разви шверцот, нормално, односно додека бевме ние деца постоја некои постари батковци на кои што криевме од дома, па им дававме пари да ни донесат фармерки, па ги чекавме или ќе ти ги донесат или ќе ги снема за секојаш. По четврток се качиш во 11 сат, у петок си у Трст, у сабота си у Скопје и на Корзот ќе ги осиш роба, ќе осиш кај другарми Румен у трафика и тамо пробуваат дали му е точно, не му е точно и взимаш паричка и сега си директ имаш у тоа време
за сегашно време, у тоа време сум имал пари као рецимо да имам 300 марки джеб сега. 300 марки и курсам секој ден. Се продава по 55 милиарди и 5 милиарди за доплата, за експрес. А картата кошташе 27 милиарди. Значи тој однос ние го ќарува. Многу луѓе тоа не го знаат. На ред почна да ме пркат интервенција, па се возевме на скали од возот. Да не плаќаме тоа, пошто имаше од Сежана, имаше од Вилопичина, имаше како се вика тоа, као жичара, не жичара, некој не, шинобус, него као, како се вика тоа? Шинобусчи имаше едно кадилце, не кадилце, пушачи и не пушачи. Кажи го шинобус, што ти кажам? Ша ви жичара кој е курат со стајла, ој не се на шини до курат скоро. Интересно се живееше. Се живееше на секои 2-3 години со нешто ново. Па после почна да прави превари. Потоа го почна да прави риле, просто мио. Он пошо манекеница, да не еше по излози да гледаше кај. И како ја чека попус, ќе купи некоја мајчка таква и ќе се појави и каже ова е најхит у Италија. Мораше да ти пишува Луизијана Стейтс или Харвард или вамо таму. И сега нормално милион волои викаат. Кога ќе идеш у петок или четврток, исто даваат пари за мајчките, риле иде ни купуваат попустија мајчки и онда го нема 2 дена дека у Италија и ќе дое еве мајчките. И се живееше со веројатно за тоа што немавме многу, се живееше со многу радост и на секое нешто ново што ќе ти се деси се радуваше. Скопје, градот на Вардар, градот на солидарноста, и овој пат ги отвори широко своите улици за да ги пречека најдобрите спортисти на диви води од целиот свет, дојдени од далечна Австралија, Австрија, Белгија, Велика Британија, Германската демократска република, Италија, Ирска, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Полска, Соединетите Американски држави, Сојузна република Германија, Франција, Холандија, Чехословачката социјалистичка република, Швајцарија и Шпанија, како и репрезентацијата на Југославија. Тоа време се појави на мода на чопери. Маđо, летно време беше таква наезда на моторчиња, Томос, автоматик, ако немаш, не си фрајер. Па после се појават ставувне спетки ендуро чешки. Едни беа многу смешни, едни бои типично источно-балкански бои, нешто зелено дреч со кафеаво нешто, така многу ружни беа. Па се крадеа капачиња, па ти се историл бензин, па ти кради капачиња, па ги бушеа, па ги става од ова ги сврзува со внатре уставаа некои овакво штрафчиња. Ба знам са медзе регума или што знам колку регума. Немаше теорија овдека. Постои овдека само барум обиличи сава гуми. И пробавме да ставаме на тој бандаж од 18 да ставаме гуми од коли 18. Па ќе го стегнеш, за да не ти го украдат капачето. Пошто си истураше бензин, па можеш да се запалиш и да страдаш. Сега имаш една кривина, кај имаш една шахта. Таа шахта не беше стално. Ако ја фатиш, онда си утвањак тamo отидем. Ако не ја фатиш, си подолека на кај варно ти паднеш. Тоа беа трки, тука се одржува. Ма што не се случуваше во градот со моторчиња? Штраф возеш у тоа време и не ги знам другие кои беа. Циле, Миле, Нарки, кои беа поима, не? Кизо е легенда за македонскиот мотор. За македонскиот крос. Брат му Брле. Тоа се генерации. Пешо, одводно, Лазо, одводно. И еднаш заебаваше друга шахта една кај Дадија одека. Идеш Порце Николов, кај Дадија имаше шахта една тука.
Сакаш, кога фатиш, ако се појави кола, мале беш десно, бегаш десно и идеш на шахти. Идеш на шахти, кај на Джука фана. Влагаш. А ја од тоа време имав една девојка Цеце, таа живееше у Лисиче. Од тоа се 3 климатски зони. Друга заебанција со тие возење беше од водно кога се спуштавме. Проаѓаш од кај Порта Влај и влегуваш топло. Ама да го кажеш нагоре, ќе пука, ќе прави, ама сад ќе викаш, си викаш, сега на спуштање ти бав мајката. Од кај Тутунски комбинат, ладно дзивра. Нема јакни, каква јакна, носење јакни, не, мора да покажеш. И коцка, бачко, неа, фаќаш и га човекот влагаш унутра у куќа, а човекот имаше поред зид кауч. И го будевме, на минимум едно месечно 2-3 пути го будевме човекот. И на крај човекот свати дека со нас како будали нема теорија да се сврши таа работа, се стави шини од воз, од проход ваку. Си ги намеси шините, па ти човекот па будали не може да спие више од нас. Газ! 70-те години се смешен крај на една и најден почеток на друга епоха. 70-те години се смешен крај на една и најден почеток на друга епоха. Изборени се за тоа време значајни, а за денешно време смешни, придобивки. Изборени се за тоа време значајни, а за денешно време смешни, придобивки. Благодарејќи на тогашните скопски првоборци. Благодарејќи на тогашните скопски првоборци. Денес никој не ве тера да се шишате. Денес никој не ве тера да се шишате. Ама долгите коси и не се баш во мода. Ама долгите коси и не се баш во мода. Ау, никој не ве тера да ги закрпите фармерките. Никој не ве тера да ги закрпите фармерките. Ама јонака никој не искача по фармерки. Ама јонака никој не искача по фармерки. Ја ќе возам. Никој не ве тера да носите кецели во школа. Удри го роби. Никој не ве тера да правите што? Да носите кецели во школа. Никој не ве тера да носите кецели во школа. Ама кецелите и онака веќе не се продаваат. Ама кецелите и онака веќе не се продаваат. Тогашните бунтовници? Тогашните бунтовници? Денес се загрижени татковци и мајки. Денес се загрижени татковци и мајки. Тогашните конзервативци денес се бунтовни пензионери. Тогашните конзервативци денес се бунтовни пензионери. Со смртта на маршалот. Со смртта на маршалот. Нивната меѓусебна борба. Нивната меѓусебна борба загуби. Загуби на смисол. Зборуваме за смртта на Тито. Дека беше тажно, тоа е факт, меѓутоа ја впечаток дека сите имавме едно чувство, колективно чувство дека сме се изгубиле во супермаркет или дека шетајки по продавница со играчки сме ги изгубили родителите.
Baramba